почитувани слушатели на Радио Лидер. 9 часот и 18 минути, време е за утринскиот подкаст на нашето радио. Во првиот круг бевме малку помалку активни поради законите и должноста да ги поканиме сите кандидати, а во Скопје имаше многу кандидати. Сега, во вториот круг, имаме една полагодна позиција, каде што можеме буквално да ги поканиме сите. Ова утро мој гостин е Стефче Јакимовски, председател на Гром, и сега во вториот круг во општина Карпош. Стефче Јакимовски беше градоначалник на Карпош во 2 мандати, ако не се лажам. 3. Во 3 мандати, да, се извинувам. На претходните избори, кога буквално се што е денес опозиција изгуби, тој за малку изгуби од Стефан Богоев, но сега повторно во игра и повторно би рекле со огромни шанси да стане градоначалник. Добро утро. Рековте сега имате шанси за емисии за повеќе градоначалници, имате шанси и по 3 пати да не викате. Да. Зашто во игра останав многу малце, практично 4 во Скопје. Во Скопје останавте вие, вашиот против кандидат Душко Весковски, Котлар од ВМРО ДПМН Герасимовски и Герасимовски. Само 4, Данел Арсовски и Петре Шилегов 6. 6 кандидати од толку многу. Ви изненади ли овој резултат во Скопје, да речеме, кој го имаше опозицијата? Па како да кажам, и да и не. И да и не, доволку не очекував. Меѓутоа, ако се погледна резултатите на на сите 10 градоначалници, ништо не треба да не изненади. По-лоша гарнитура на градоначалници, по-слаба, без резултати, без проекти, Скопје немало никогаш. Компарирајте го било кој градоначалник што е сега, до сега што беше актуелен, со нивните претходници, мислам, небо и земја. Вчера видов една анализа, ја постираше на Фейсбук колешката Мери Јордановска од Макфакс. Направила анализа колку гласови имаат кандидатите на опозицијата сега, колку имале пред 4 години и обратно, нели со СДСМ. Она што е индикативно е дека ВМРО ДПМН буквално ги има истите гласови од претходните избори со некои 1000 до 2000 разлика горе-долу. Во Карпош, да речеме, вие и вашиот сега веќе не е против кандидат од ВМРО ДПМН, заедно имате негде околу 12-13 гласа. Иначе тогаш ја земав 13.500. Буквално излегува истата бројка која вие сте освоиле на претходните избори. Но кај СДСМ има огромен пат, негде и под 10.000 гласа помалку, да речеме, во победнички центар, во бастионот така наречен на СДС, но сега има 10.000 гласови помалку. И заклучокот е генерално дека ВМРО ДПМН и коалиционите партнери си ја зачувале бројката, но СДСМ се тие кои паднале драстично надолу. Да бидам искрен, кога ја видов излезноста во општините, кога беше негде околу 50% на крајот таму од гласањето, јас добив впечаток дека веројатно власта ќе победи, затоа што секогаш логично на мала излезност, барам така не учат. Од тоа се плашевме и ние. Но излезе сосем обратно. Излезе сосем обратно. Целта на власта беше на народот да му се згади од избори и да не излегува, и во таква ситуација мислеа дека ако ги извадат своите партиски војници, ама очигледно партиската војска им била слаба, или пак партиската војска малобројна, затоа што во изминативе 5 години ја покажа целата своја како да кажам, неорганизираност, целата своја безидејност, целата своја бруталност, целата своја раскалашеност. Од први ни дава, се сеќавате на оние извештаи колку потрошиле за репрезентација, но тоа само првата година. А после, во која год кафана да влезеш, вие ќе видите по 5-6 души функционери на СДСМ седат во кафаната. Например, мојот против кандидат, он е од Сабајле на кафе во како се вика интермецо, а завршува со ручек или вечера во ова порано Момир, сега како се вика Дукат.
Значи, постојано се по кафеаните таква раскалашеност и таа раскалашеност вродува со лоша организација, лош сервис кон граѓаните, зашто ти управуваш институции, дали е тоа централно, локално, дали е јавно предпријатие, Дали е водовод или училиште, не ако мачката не е тука, глувците оро играат. И јасно е дека и работниците не даваат резултати, си тргаат по шефот како работи. Вашиот против кандидат Душко Весковски и Зоран Заев прогласуваа победа во првиот круг. Вие ги демантиравте, им објаснивте дека тоа не е баш така. Во исто време имаше анкети кои ги објавуваше рейтинг агенцијата на Георги Спасов, во која вие бевте буквално надвор од било каква игра да влезете во вториот круг. Таму ви даваа некои минимални рейтинзи од некои 8% и така натаму. Па да, они тргнаа по паметот на рейтинг и на Никола и Ѓорги Спасов. Мене тие ми правеа анкети 2009 година и што да ви кажам, ми ги промашија невидено и тогаш му велев на Ѓорги Спасов: Ѓорги, ако стане војна и ти ако те става да даваш координати за минофрлачи, например, све у наша војска ќе гаѓаш. Така и сега. Ама можеби, знаете, можеби треба да се плати Георги Спасов за да ви даде анкета и после само спротивно да ги ставите бројките. Не. Така е прецизно. Рейтинг, агенцијата Рейтинг е вистински пример за агенција која што не го мери јавното мнение, туку се обидува да го креира јавното мнение, и со таа анкета во која што мене ме ставија четврто пласиран, беше да се креира јавно мнение во кое што гласачите на ВМРО ДПМН ќе се повлечат кон Оливер Зафировски, кандидатот од ВМРО ДПМН, зашто дел од гласачкото тело на ВМРО ДПМН ме гласаше мене и тоа беше цел на таа анкета, да се уплашат дека Стефче Кимовски нема да победи, дека треба да, односно нема да влезе во втор круг, да се дадат гласовите на кандидатот на ВМРО ДПМН, меѓутоа таа работа не им успеа и очигледно дека и Душко Весовски и сите од СДСМ си ги излажа снагата, мислејќи дека се многу силни. Тие прогнозираа дека моето партијче ќе зело некои 700 гласа во Карпош, испадна дека земавме 2 советника и пазете добро, без ни една реклама. Да, ние кажам, арам да им е на сите. Значи ги оставив и никому нема да поднесам, а кривично треба да ги гонам, затоа што ми следуваше некои 1000 и нешто евра од оваа државната реклама, ни таа не ми ја дозволија. Билбордчиња имам се по страна и од обратна насока, позади дрва ставени, како да е, тоа нема големо влијание, но верувајте, на 5-6 дена пред изборите имаше луѓе што ми вика: абе ти си бил кандидат за градоначелник пак. Значи не знае луѓето. А целта на тие видеоспотови беа да ги потсетат граѓаните. И на мојата советничка листа само со едно флаерче на 3 дена пред изборите, затоа што толку средства имавме, толку можности имавме. Ако сигурно во тој дел бевме малку посилни, веројатно ќе остваревме и подобар резултат, но што е, тука е. Сега почнуваме од нула. Почнувате од нула, но и зафати еден, би рекол, огромен бран на опозицијата кој може да ви донеси и победа. Јас бев гостин во петокот пред предизборниот молк на Алфа и при анализата кажав нешто, дека доколку Стефче Јакимовски влезе во вториот круг и има повеќе гласови од ВМРО ДПМН, тогаш веројатно тој ќе биде и победникот во Карпош. А сега тоа е некоја некој логичен заклучок за некоја анализа на бројките, од една единствена причина што Стефче праќа добро кај ВМРО-вците и тоа би значило дека нивните гласови веројатно во најголем дел ќе се прелеат кај вас. Од друга страна, сега имаме еден бран на опозицијско гласање низ цела Македонија, бран кој може да го зафати и Карпош. Ние со ВМРО ДПМН сме коалиција од 2013. И вие сте се уште коалиција сегде освен во Карпош. Да. И нормално е да очекувам и да имам поддршка од гласачите на ВМРО ДПМН, но имам поддршка и од гласачите на независните, и од гласачите на левици, и од гласачите на СДСМ. Многу граѓани кои што не ни гласаат за други партии. На колку избирачки места победивте?
Јас од 74 победив на 14 избирачки места. Ги победив двете партии, значи во Влае, во Нерези, во Бардовци на двете избирачки. Без никаква реклама. Во Питу, да, без никаква реклама. Веројатно со рекламата и така натаму ќе имав некој 0,5 до 1% плюс гласови, тоа се отприлика 200 до 250 гласа плюс, секако дека би имал. И јас и партијата. Ама сега што е тоа? Јакимовски, очекувате дека Шилегов има шанси во вториот круг за Скопје? Па тешко му е. Тешко ќе му биде, затоа што ветерот не му е во грб, туку му е во гради. Она што сега ми... Бранот е, замислете, јас во општина Карпош сега да им водев и на двата кандидата, ама СДСМ да ги освоеше у прво место сите овие 5 општини. Да, тогаш ќе ве потопе. Тогаш, они се власт, а сега сосема обратно. Они губат секаде, останаа само уште 2 општини да се дозавршат практично и мислам дека ова е реален одраз на состојбата на терен и реална верификација на сработеното во изминатите 4 години. 2017 година тоа не беше реален одраз на сработеното. Коце беше фантастичен градоначалник, Ивица Кониски беше одличен градоначалник, Петре Латиновски беше добар градоначалник. Како да ви кажем, многу добри градоначалници, беше овој, како се вика... Тони Трајковски га зибава. Да, значи Тони Трајановски, јас сите бевме добри, меѓутоа не фати тој бран во кој што со помош и на меѓународна заедница, на цел свет, практично да не срушат. И тоа не беше реален одраз на тоа што сме го сработили, што сме дали резултати за општините, значи не сруши политиката. Сега ова е реален одраз на неспособноста, неработењето, немањето проекти, непосветеноста. Имате градоначалници, пазите, да не го именувам кој градоначалник, ми кажуваат во 8:30 Собајлев влегува во кафич, нарачува виски и го враќа келнерот назад, му вели во шолја од кафе да ми донесеш. И така виски за виски пие до 1:30, му доаѓаат. Мислам дека сино ќе изгуби во првиот. Да, изгуби во првиот круг и на крај сметката е 10.500 денари си ја плаќа веројатно од платата. Можеш да платиш виски цел ден да пиеш 10.500 денари. Што градоначалник е тоа? Јас не знам како не му се залепи сторицата за задникот. Како има совест да како не му е срамо тие млади деца кои потоа го коментираат. Ајде, имавме една интересна ситуација да изгубат сегде СДСМ во Скопје, скоро сегде, но симптоматично е дека нигде не честитаат нивните поразени кандидати. Дури, честиташе единствено кандидатот за Прилеп, господинот Сугаревски. Ако се сеќавате, јас уште во 8:30 2017 кој ги загубив изборите и направив пресконференција и му честитав. Иако тоа беа напнати избори со тие тепачки. И по моето честитање дојдоа бандити со ножеви да не колат, да се тепаат. Баш син ми вели тато, ги гледам снимките од 2017 година кога дојде таа банда. Тие два тројца. И ние ги гледаме, наместо да земе да ги претепаме, ги оставивме така. Значи, што правеа, кој безобразно Зошто не честитаат од СДСМ? Па зошто не честитаат? Не им се верува дека изгубиле. Толку им се усладила власта. Видете, има тамо да речеме фини господа би ги нарекол. Еве тука би го ставил во таа категорија овој што изгуби вчера од Ѓорче, например Александар Нумовски, навистина еден цивилизиран човек, господин човек, го познам подолго време, секогаш бил учтив и така натаму джентлмен. Од него очекував да му честита на неговиот против кандидат. Не му честита. Очекував од многу од нив да покажат, и да не очекуваш на крај да победиш, ќе излезеш и ќе честиташ. Зошто СДСМ не честита? Дали има партиска директива и само Сугаре се одважи да честита победа? Па, ова кажува дека тие толку се соживеале со функциите и толку им сраснале на срце што едноставно не може да се помират со ова што и толку верувале во анкетите на рейтинг што се шокирани. И практично не може да веруваат на очите и на она што го гледаат.
Така да продолжат да веруваат на агенцијата рейтинг. Вие бевте еден политичар кој влезе во коалиција во ВМРО-ДПМН во еден период кој јас лично го нарекувам доцен груевизам. Тоа е крајот на ВМРО-ДПМН и Никола Груевски. Сега, доколку сакам да бидам саркастичен, би рекол дека вие 45-та се запишавте во четници, буквално влеговте во таа коалиција со ВМРО, но тогаш наедна следуваше едно жештување на реториката. Тие поделби го имам истиот обид вчера. Еден би го нарекол доцно груевистички статус на Зоран Заев кој го напише на Facebook, вели вака: граѓаните пратија порака и ние таа порака мораме да ја слушнеме, да ја разбереме и да постапиме по неа. Народот сака да види подобри резултати, но од спротива се заканува злото. Ние сме борбата против злото, сите ние, секој од нас. Граѓаните ја бараат нашата мобилизација, значи имате злото, мобилизација, и ќе ја добијат нашата мобилизација. Конструкциите на речениците се многу чудни. Граѓаните сакаат земјата и општините да ни одат напред и ние мораме да го дадеме максимумот за тоа да се случи. Влегуваме во вториот круг и во борба за секој еден град и за правец на нашата земја. Сега најважно е обединувањето. Какви се овие зборови? Борба против злото. Сталинистички. Мобилизација. Од 50-тите години на Сталин. Све околу него било зло, они се спас. Од злото мора да има мобилизација, све што не е нивно у ГУЛАГ иде, односно све на кое што малку се сомневаат иде во ГУЛАГ, оригинал сталинистички. Очекувате дека можеби Зоран Заев сега ќе тргне во вториот круг жестоко да се пресметува? Знаете кај ќе биде нивната мобилизација? Нивната мобилизација ќе биде сега ќе ги извадат парите. Сега ќе тргнат во купување на подкуп на гласови, ама мислам дека тоа ќе им биде крајот. И јас синока слушнав дека во кога значи гледа дека што вика Србите однео враг шалу, и синока и Стефан Богоев и Душко Весовски имале средба со вработените од општина Карпош во ресторанот Ревиста во Лептокарие, и тамо ги плашеле од мене дека ќе дојде Баучот Стевче и така натаму. Злото Стевче треба. Ние го имаме сега злото во нашето студио. И јас вака да им кажам, иш да не се плашат вработените, влакно од глава нема да им фали, тоа сум го порачал уште на првиот митинг, да не се секираат, и тамо им рекле дека да трчаат, да бараат гласови, све што треба, пари имаат колку сакаат, и веднаш по таа средба замилија за нерези на договор за купување на албанските. Вие победивте во нерези? Само на едно место изгубив, останатите сите 4 избирачки места победив. Значи, ви влегуваат директно во бастионот. Тамо ќе победува. Вака да ви кажам, на 14 места ги победив и двата, сите против кандидати, а на 21 место сум втор. 21 место. Добре, Акимовски, очекувате сега поддршка од ВМРО-ДПМН во вториот круг, па и од нивниот кандидат Оливер Зафировски? Сепак, гласовите кои ги имаат тие не се воопште занемарувачки, вие сте долгогодишни партнери и веројатно за очекување дека тие рамо до рамо со вас ќе доаѓаат секој ден во кампања, дека Мицкоски ќе ви биде поддршка. Јас очекувам поддршка и со Оливер Зафировски ние се почитуваме. Не се напаѓавте многу во кампања? Не, никако не. А нема зашто се напаѓа. Оливер ми беше и советник во општина Карпош, од советник потоа го назначија за директор на како се вика Институтот за белодробни заболувања, и ја прифати таа функција. И јас очекувам поддршка и од него и од сите нивни членови и симпатизери, како што реков, и од останатите граѓани. Бидејќи наспроти, прво, принципиелно имаме кандидат кој минатите избори беше носител на листа и беше председател на совет, забравам. Ги гледате оние спотови каде што Стефан Богоев вели јас и мојот тим, а Душко Весовски седи зад него. Душко Весовски е тимот кој ги направи тие огромни резултати. Он е дел од тимот кој што не направи никаков резултат во општина Карпош. Ако не друго, во општина Карпош да ја преореа
со решавање на проблеми на фекални и атмосферски канали. Фекалните се по 98% решени, ама тие 2% да ги дорешија, например, еве во Козле, тамо кај мене горе во Жданец има малку е комплицирано теренот, е во страшен пат и не можеме, све треба се проаѓа низ приватни дворови, па сега најверојатно ќе го решаваме со пумпи, да им го решиме проблемот со фекална канализација. Значи може водоводот кај што има проблем, барем тоа може, па да каже еве јас за Карпош направив нешто. Минатите избори баш разговаравме со едни пријатели, велам, од сите овие што се кандидати независно, опозиција, власт, доколку ги прашате колку типови на маркици за градба постојат и кои се тие, веројатно ќе ви одговорат од цело Скопје дали тројца, а еден од нив е Стефче Јакимовски. Проблемот со општо со кандидатите за градоначалници што ги имаме е дека многу голем дел од нив буквално немаат никаков поим од што е локална политика, што е урбанизација, што е решавање на тие проблеми. Да, видете вака, но јас бев коректен кон моите против кандидати, се кандидираат прв пат, логично да не ги познаваат тие работи, за разлика, например, од Петар Шилегов, кој се обидуваше да ги омаловажи против кандидатите, и јас тоа не го правев, затоа што веројатно 96-та година, кога прв пат се кандидирав и изгубив, не сум бил ни јас подобар. И не сум ги познавал ниту јас работите. И имам респект кон луѓето дека недоволно ја познаваат материјата. Некои кандидати бај ги гласови зема, а покажа тотално пак непознавање, но она што е битно за тие 30 на дена и се учи. И воопшто да, еве, партијата најднаш одлучила да те кандидира и така натаму, за тие 30 дена и се учат работи. Посредба со граѓаните во едно друго, а се ти цело време да верглаш бетонизација, урбанизација, ќе поништувам панови, ќе правам ревизии и ништо друго. Да не кажеш, слушај, на тоа улица има таков проблем, тоа ќе го направам. Пред оваа зграда има таков проблем, ова треба да се направи. Ваму има темница, треба. Значи, кои се клучните 5 проекти кои Стефче Јакимовски им ги нуди на нашите слушатели од општина Карпош дека ќе ги реализира? Сметот ќе оди под земја, ќе ги замениме. Како тоа под земја? Правиме боксови под земја и се стават подземни контейнери, горе нема да има воопште контейнери. Аз сум гледал така во многу има на некои делови во градот, значи конечно и да ги зголемиме капацитетите. Например, ако сега на едно место имаме 3 контейнери по кубик или по 0,700, ние ќе ставиме да речеме отприлика 7 кубика, да се зголеми капацитетот. Да се потрудиме веќе смет да не се гледа. Ако не друго, барем по главните улици, да ги замениме на сите и реконструираме сите лифтови на згради изградени пред 1990 година, да ги замениме сите фасади пред 1990 година, да нема повеќе азбестни кровови во Карпош. Значи све што ќе видите бел кров во општина Карпош, ние само исклучително бел лим даваме, заради и ако да речеме цел град е крововите со бела боја се, да знаете дека одредно ниво летно време кога е најжешко, значи градот има е поладно заради белата боја на крововите и тоа ни е сугерирано од експерти. Натаму секој млад човек кој ќе наполни 18 години општина Карпош ќе му плати полагање за возачки испит и обука. Младите брачни парови во Карпош, све што имаме државно земјиште во делот на Злокуќани и на Бардовци, ќе испарцелисаме мали парцели по 200 квадрати. Јас во Влаев во 170 квадрата парцела имам куќа и таму сега синот ми живее. Значи тоа е сосема доволно ако ве ослободиме од комунали, ако ве ослободиме од плаќање на земјиштето, ако ние ви направиме проект и ако за тоа не платите ништо, ни за градежна дозвола, ни за ништо и почнете вие да се изградите куќа, таа ќе ве чини некаде околу 400 до 450 евра по метар квадратен, ќе има куќи од 65 квадрати, од 80 и ќе има гарсонјери од 35 квадрати. Некоја маркица да земевме, сега тоа е многу хит во Скопје, вака згради каде предвидувате во Карпош? Знаете, сите кандидати велат тоа ќе правам, она ќе правам, после бам зграда гледаш. Значи, мене ме интересира каде ќе се градат згради, затоа што во право сте. А негде мора да се градат, не може да заврши градењето. Што вика Мило Џукановиќ, само се магарац не менја.
пораката од граѓаните ни е јасна, што вели Заев. Јасно ни е, односно јасно ми е што граѓаните не сакаат и ние треба градењето да го префрлиме на левата обала на Вардар, да го релаксираме. За несреќа или за среќа тие градби се сконцентрира на еден прилично мал простор, тоа е Тафталиче 1. И има реакција нормално од граѓаните. Но од другите делови, например, погледнете го вие цело Козле, имаме две згради кај пред Реплек. Цело Козле, значи од Министерство за економија до Нерези ние имаме само две градби. Карпош 4, например, има само еден објект, една градба има за... Од горната страна, ке партизанска зборува. Да. Значи Карпош 4 само еден објект за сите 4 години. Влаe, например, никаков објект. Се приземја плюс ваката, ништо повеќе од тоа. Зокујкени, Бардовци, Карпош 1 немаме никакви само надградби на кои што инсистирале граѓаните, тие надградби би ги правеле. Значи, реално, сепак сме задржале. Например, аеродром, знаете колку згради има? 180 згради се изградени за овие 12 години во аеродром. А во Карпош во мое време, значи за тие 8 години 37 згради се изградени во Карпош за сите тие 8,5 години. И сега кога одам навака, можете замислите по Васил Ѓоргов, гледате десно кај домот за деца без родители, тој дел како е начичкан. Да. Гледате, да влезете на улица Козара, вие буквално можете со комшијата кафе да си подавате на Сабајле, да му варите вие, поутре он да ви подава преку тараса. Може да видите зе дебар мало. Ни случајно нити сме дозволили, нити ќе дозволиме да имаме такви делови како што тоа е во општина Центар, така да јасно ни е што граѓаните не сакаат и сигурно дека ќе го почитувам тоа. Некој проект со кантите, со... Да, тоа кажавме, значи за сите овие проекти што на фасадите се огромен проект. Фасадите се огромен проект. Да, таму има многу стари згради. Па имавме... Ама многу ви се реалистични проектите. Значи 135 за да победите, господине Јакимовски, вие мора да понудите нешто огромно. Као оној Љупчо од Интегра што вадеше со тие... Сите кандидати тука ветуваат брда, долини, решавање на секој можен проблем. Вие нешто скромничко. Фасадите ќе ги направиме, кантите ќе ги направиме, клупи ќе ставиме. Значи, дајте нешто големо, народот тоа сака. А може би и не. Јас вака ќе ви кажам. Се што Стефче Јакимовски направи за тие 8,5 години чинеше негде околу 25 милиона евра. 25 милиона евра. За се што направив, мислам дека не се многу пари. А пак да ви кажам вака, овој што ме наследи мене, Стефан Богоев, за овие 4 години, знаете колку пари потроши? 25 милиона евра. Колку вие во 8? Колку јас во 8, он за 4 години толку пари потроши и гледате дека резултати нема. Ме прашавте за друг некој така покрупен. Конечно планираме пензионерски дом да направиме во делот на Илинденска. Трипартитно, заедно со Министерство за труд, ќе инсистирам, значи да се вклучи и Министерството, пензионерските здруженија, дури фондот за пензиско и општина Карпош. Ние да обезбедиме земјиште, да не наплатиме комунали, тоа е веќе некој 500 евра по квадрат го олеснуваме градењето, дури и дел од средства да издвоиме како општина Карпош, да се направи еден пензионерски дом во кој што ќе имаат ресторан, во кој што ќе имаат амбуланта за болекар, во кој што ќе има физиотерапеут, во кој што ќе има тоа да спортуваат, за дружење и да има некои 50 на апартмани за пензионери од општина Карпош. Да, има во аеродром такви апартмани се навистина атрактивни за луѓето. Па, за жал, чекат да се испразни, односно некој да, што се вели пензионер, ако почине да може да влезе, тие се ностоп полни и тоа се по солидни цени. И од прилика ние така треба да го развиваме општеството, да старите си одат во пензионерски домови, тие да бидат со добри услови, со добра логистика, со здравствена... западни стандарди, ама бидејќи ние канализациите горе доле сме ги, тие се скапи работи што се под земја. Улиците ги изреновиравме
да ги завршиме и фасадите, училиштата ни се реновирани, градинките уште две ни остана и ние потоа ќе имаме доволно средства за да можеме да правиме и вака убави работи, како што рековте вие, малку и футуристички и естетски. Некој магнетен трамвај да ставите. Технологии кои... знаете што? Овој кандидатов за аеродром тука имаше идеја монтажни подземни гаражи. Вие со години сте монтажни подземни. Да, јас тоа го кажа човекот, го имаше во проект. Монтажни подземни гаражи дека ќе правел. Јас се обидував да најдам на Google, вие се разбирате во овие работи, валјда сте правели гаражи. Постои нешто така. Пологично е, има гаражи кои што колата доаѓате и оставате и со лифт ја дига една да речеме 10 на 15 коли ги дига на лифт. Тоа се лифт гаражи. Лифт гаражи, пологично е такво нешто. Такви постојат. И дури негде кај што немам, например, млечен ресторан ни е многу проблематичен, да видиме тие колку чинат. Дури би оделе им такви работи, нешто би направиле подземно гаражирање. Јас сум поборник, дајте да направиме подземни и надземни гаражи, да не забрануваме влез на граѓани од други општини во општина Карпош, да не забраниме флуктуацијата на граѓани, оти ќе ги уништиме пак и дуќанчињата, ќе ги уништиме оние што даваат услуги, сервиси. Сега вие ако една жена тргне на фризер, се може да мислите, таа останува кога треба, значи останува отприлика 2-3 сата и сега кој ќе искочи ќе треба плати 200 денара плюс и за паркинг. А мужија која носи наместо да плати 200 денари, дури ја чека може у кладилница да ги потроши парите. Така. Се шегувам. Она што е исто така, зашто вие практично го добивте и последниот мандат, нели, пред да паднете, беше тоа дека вие едноставно одбивте во Карпош да направите зонско паркирање и Карпош е единствената општина во Скопје каде што може слободно да си паркирате. И да ви кажам, ние кога кај да пиеме кафе, ни се случува за да не се замараме со SMS и со паркинзи, со гужви, ќе пиеме во Карпош, иди у Лептокарија, има обично таму паркинг места слободни. Ќе додржите на тоа Карпош да биде беззонско? Да, па... Вие ги научивте, многу ги разгаливте карпошани. Сега ако се случи било кој, независно дали вие или некој друг да стави зонско, таму револуција ќе кренат. Па, за Лептокарија предвидуваме еден поскап проект, да идеме со подземно гаражирање, дури да го прошириме, да навлеземе во делот на пешачката зона, да речеме по Партизанска, да има повеќе паркинг места, да може во средина две колони да се паркираат, а од озгора тоа да биде еден плочник, еден плоштад со прекрасна фонтана, да шпилирам фонтана на која што ќе се собираат навечер, ќе чекаат кога ќе почне фонтаната да работи. Нови фасади тука во Лептокарија. И сега, во сегашни услови, јас го имам проширувано тој паркинг према пешачката зона на Партизанска. Вие погоре, подоле ќе најдете. Сега нема, ако сте не знам во оваа зграда и сега дочекувате дека тука како станат ќе паркирате. Свртите круг, може и надоле но ќе најдете паркинг. Не се случило никогаш јас во Лептокарија да не најдам паркинг. Ако не може и на долната улица. Реално е се потешко да ти треба малку повеќе вртење, но се наоѓа. Многу помогна и она улица што ја пробивме покрај Жан Митрев, што излезе од Манапо на 8 септември, таму доста луѓе веќе паркираат или граѓани кои доаѓаат во Лептокарија таму паркираат. Имаме сериозен проблем за граѓаните кои што се кај Универзитетот за туризам, менаџмент и како се вика таму. Тие згради нити има простор кај да им прошириш паркинг, и они паркираат од другата страна на Лептокарија и затоа е токава гужва. За нив пак паркирање таму да планираме да поставиме рампи и со рампите да може само тие да може да влегуваат, да си имаат далечински управувач. Некаде и така ќе го решаваме проблемот, за да сепак ако живееш во зградата, барем некој пристојна можност за наоѓање на паркинг мораш да имаш. Тоа ќе се потрудиме да им го обезбедиме. Како ќе ги прокоментирате, веројатно сте ги анализирале проектите на вашиот против кандидат, што ви останало како впечаток? А што треба да... Не сум ги ни видел, да ви кажам. Искрен да бидам. Па подценувачки. Па не е подценувачки, предпоставам дека тие се истите, оние што ги ветуваа заедно во 2017 со Богоев.
веројатно пак Каква е базени. реализацијата таму? Нула. Ветува 4 базени, ни еден. Ветува стартап А што е центар. со тие базени, бе? Сите базени ветуваат. Било кај да отидам, базени. Толку сака да Па се паѓа. идејата за базени за училиштата, за децата, значи сите деца прво, второ, трето одделение веќе да знаат да пливаат. За таа цел, не за граѓаните кои сакаат да си пливаат, ќе си одат во Борис Трајковски, ама ние сакаме да имаме базени за децата, значи за учениците да се одвива настава, значи да нема дете кој не знае да плива. Ете тоа е цел. Морам да ви кажам нешто искрено, околу овие избори ги анализирав програмите на сите кандидати и сегде само тоа е зеленило, а не се помалку зеленило имаме. Имаме во Скопје. Све зелени градови, независни листи, СДСМ зеленило ке правиле, ВМРО ДПМН ветија зеленило, сите ветија паркови зеленило. Што е со ова зеленило толку? Па крај крајва во град живееме. Да, живееме во вака сега. Прво мора граѓаните да знаат дека со закон не од сега, од пред 15 години е забрането во зеленило да ставиш зграда. Значи не можеш да градиш. Сосема друга варијанта ако е тоа нереализирано зеленило, нити е по детален план зеленило, а вие сте го одржувале како зеленило. И во меѓувреме тој дел се вратил на поранешниот собственик. Тоа е собственост приватна, не е државна. Значи ние нигде не сме уцртале зграда, ај во ова зеленило ќе направиме зграда. Значи не. Втората работа, дали знаете дека светски стандард за количина на зеленило по жител е 7 метри квадратни по жител. Карпош има 11,6. Без оној дел кај Илинденска, значи кој идете по Илинденска, тука огромни површини имаме, без нив, без кеот на реката Вардар, не земајки го водно, не земајки го делот према Злокуќени Бардовци, да речеме таму што има огромни површини зелени, јако тие не се обработени, ама не се третирани од паркови зелени, но тоа се огромни зелени површини. Мојата идеја е кеот на реката Вардар да ставиме уште една патека за Вие го направивте кеот? Да, тоа е мој проект. Тоа е мој проект и тоа е најуспешен проект. Во Карпош кеот тамо коњи имаше. Па еве вака, кеот е направен 72, а Стефче Јакимовски го актуализираше 2002. Значи после 30 години, колку тоа се 8 градоначалника поминале, зошто некој не се сети на кеот на Вардар? Таму шетавме 4 шетачи на кучиња. Имаше веќе израсното тополи дрвја, од кеот на Вардар излегува огромни врби, змии, пацови. Шут имаше колку сакате, многу камиони со шут извадивме и ние дојдовме идеја да го осветлам кеот на реката Вардар, доле го чистевме, правевме акции, па за да нема румби-тумби со ваљаци го проаѓавме да го набиеме и од тогаш па навака тоа е најуспешен проект во Македонија, значи покрај оваа патека што е ролерска патека ќе направиме велосипедска патека и една патека за пешачење и ќе ставиме земја, хидранти, бунари и да тој дел биде исто така озеленет, исто така оној дел што долго време Стефан Богоев еве да му исполнам желбата го ветуваше тој парк да ќе го направиме и тој парк и отприлика сметам дека општина Карпош ќе се качи некаде на 16 метри квадратни значи, зеленило по жител. Не се разликувате од сите други кандидати во Скопје и вие ветувате зеленило. Љупче, значи вака да знаеш. Не, немам ништо против зеленилото, се значи, шегувам. се направи една фама и една пропаганда против мене. Дека вие сте го уништиле. Стефче Јакимовски, значи имам документи. Направивме 120.000 метри квадратни зеленило, тоа е хектари 200. Значи, оној потез, само земете го од Министерство за економија до после студентскиот дом Гоце Делчев. Еден дел го правеше Коце Трајновски, другиот дел јас го правев, оној плоштад Каши студентски дом Гоце Делчев. Значи многу сме засадиле 10.480 дрва. 10.480, а се исечени негде околу 114 дрва кои што биле сметале на пробивање на улица, например улицата покрај Жан Митре што ја пробивавме, таму имаше дрва, тие моравме да ги сечеме, дрва кои што се стари и постои опасност да паднат,
и дрва за кои што граѓани инсистирале затоа што им влегуваат во прозорите, да речеме пред стамбени згради и така натаму, за 4 години 10.480 минус 117 ќе го видите резултатот, а представија како 10.000 дрва да смислите. Јакимовски зајавили мобилизација за борба против злото. Вие тоа го коментирате како сталинизам. Од друга страна, на еден или на друг начин, вие бевте жртва на политичка репресија, ве става во притвори, во домашни притвори, па на крај се покаже дека делата баш и немаат некоја врска. Очекувате ли дека е можно да им падне на памет помеѓу двата круга некако да ве малтретираат во овој дел? Не очекувам. Не очекувам. Јас еднаш дури реков и се што беше досега го сваќам се што викаат урок службе. Просто нека им биде на сите. Едноставно така требало да биде. Јас сега пред себе имам друга цел и други задачи. Тоа време што они го направија страшно време, очигледно дека само требаше да се преживее. Сега некои го преживеа со свитка на кичма, некои со исправена. Јас машки го дочекав и го преживеав тој временски период. За на крај дури против ВМРО и СДСМ да отидете во првиот круг во Карпаш и еве да влезете во точка. И па сега за тоа јас не одлучувам, за тоа одлучуваат граѓаните. Очигледно. Зошто се мотивиравте да се кандидирате после толку години и покрај тоа што ВМРО ДПМН не излезе заедно? Јас сепак ќе ви кажам, мислам дека граѓаните беа во право 2017 година и мислам дека добро е сите да се преиспитаме. Беа во право и јас треба да се коригирам во своето однесување. Значи, добро помена ми дадоа граѓаните. Во исто време и граѓаните требаше да се преиспитаат 4 години да видат дали биле во право пред 4 години. Дали биле во право пред 4 години. Значи, сите сме сега повозрастни за 4 години, а јас мислам дека сме попаметни за 4 години и мислам дека дури добро беше оваа работа за да може да се направи споредба, но и јас одредени работи, одредени луѓе на кои што сум им дал преголема близина до мене, преголема верба, преголема доверба и така натаму, сега сум попредпазлив. Нема да може Министерството за транспорт и врски да ми качува спратови, а да ми дава дозволи за урбанистички план на самата седница на Совет, а ја ни на крај памет дека они веќе качиле 1 или 2 ката плюс и вие тоа си го усвојувате, а народот ве плука. Кому да му објасниш дека ти за тоа поима немаш, а умеѓу време година и пол ти го држали урбанистички план, не ти го пуштаат. А со тие урбанистички планови решаваме и проблеми на граѓани, не само кај што има згради и така. Значи многу лекции сме научиле, али вие тоа ќе видите дека они ви ставиле 1 или 2 ката плюс од Министерството после 7-8 месеца, после година дена, додека дооформат парцели, додека направат проекти, додека вие ги одобрите, кога ќе треба кога ќе почне да се гради, вие што ќе видите. А не може да го стопирате. А тоа веќе за дали ме разбирате? Значи некои луѓе кои што значи за да се биде градоначелник треба 4 очи да се отвара. 100 очи треба. 100 очи треба и јас многу посветив внимание на оној дел градежниот. Освен една фасада кај што од страна се олјупи и падна фасада од 54 фасади, јас немам нигде кикс, да речеме негде канализација правено па потонало земјиштето под асфалтот или негде е направено канализација па сега се запушува или некоја улица сега веќе пропаднала, некои тротоари, ама таму многу сум посветил внимание, зашто секој гледа помалку да сработи, а повеќе да земе. Моето внимание беше таму насочено, така да дел на урбанизмот, иако ме плукаат сите, значи не ми беше под контрола, но јас сум најодговорен за таа работа и тука нема дискусија, ама затоа искуството сега ме враќа назад за да пазам што правам и да не може ни во тој дел никој веќе да ме прави. Ама и Душко Весковски е искусен човек, тој еве сега беше директор на Водовод. Па Тортевски кажа колку е искусен во дебатната емисија, ако видовте. Со какво сиви станал директор на Водовод. Со какво тоа не видов. А Тортевски кажуваше дека во CV-то пишал дека бил председател на општинска организација на СДСМ Карпош
И тоа му се да биде директор на Тоа е. Тоа тоа е кажеше оствару- Тортерски. Тоа е остварување политичко. Јас никогаш не сум бил председател на општинска несеќа. Знаете што? Веројатно. Во оваа работа искуството е многу битна работа. Многу битна работа, верувајте. Еве го има еден Јанковиќ во Љубљана, кој е успешен градоначелник. Ама кој Јанковиќ е успешен зашто беше успешен менаџер на Меркатор. Јас сум имал фирма, сум ја водел 8 години, сум бил председател на управен одбор на најголемата штедилница. Сум бил министер во 3 влади, сум бил градоначелник. Значи искуството тоа не се учи на ниеден факултет. Тоа е многу бил. Зашто е Јанковиќ успешен? Па затоа што бил менаџер на една од најголемите трговски куќи во И затоа во што бивша Југославија. знае како да отвори 4 очи. Веројатно словенечка Значи, вие турбана кој мафија е дури пософистицирана од нашата. Вие имате министерство во кое имате ресор, сите негови делови си ја знаат работата, меѓутоа во општина вие треба да бидете и менаџер. Вие треба да знаете да работите со финансии. Вие треба да знаете како да обезбедите финансии. Вие треба да знаете комунално уредување. Вие треба да знаете и урбанизам. Вие треба да знаете и градежништво. Вие треба да знаете дека под цевката канализациона мора да се стави песок единица. Минимум 10 сантима за да легне цевката и да ја покриете со песок единица, оти кој ќе ја затрупувате, ќе ви ја скршат, бидејќи е пластична таа цевка, односно ќе има превои кај што кој ќе ја натисне земјата, она ќе пукне. И што сте направиле? Сте ставили нова канализација, она нема да ви функционира. Ќе треба да откупувате, да преправате. Значи морате и тоа да го знаете. Морате да бидете и политички едуциран. Морате да знаете и како со медиуми. Морате да знаете како со народ. Че не е лесно да се биде градоначелник. Доаѓаат луѓе фрустрирани, доаѓаат со проблеми лични. Да, Заев еднаш ми раскажуваше кога бил градоначелник на Струмица, дошле брачен пар, дошла жена да му се пожали дека ја тепал мажот. Па Заев го викал маши, правил тамо состанок специјален во како се вика во канцеларија за да ги смири и така натаму. Така што луѓе ви доаѓаат со секакви проблеми, дури и брачни проблеми понекогаш треба да решават. И оправдани, па да, доаѓаат самохрани мајки, разведени, немаат работа. Значи, со разни работи, разни проблеми. Доаѓаат луѓе љути на цел свет. И на вас ми се љути, доаѓа со огромно предубедување против вас и така. Значи, за све вие мора да имате трпение. Работниците кои чистат, сака ли некој мислите дека Весковски може да се снајде во сака ли некој метлата секој ден да ја држи во раце? Сигурно дека има денов месош кога му досадува. А вие ако му свртите контрола, знаете што сум правил, сега вака да знаете. Значи, земам флаши пластични, прозирни и унатре ставам ливче и пишувам поздрав од градоначалникот и го пишувам датумот и го оставам ливчето во пластичното шише, или исто на хартија ќе напишам поздрав од градоначалникот, ден тој и тој, ливчето, поголемо ливче и камен. Него и ќе го оставам и останува така 4-5 дена и потоа му викам дали вие го чистите овој пар, да го чистиме секој ден шефе и така. Добро, ајде идеме сега да провериме заедно. Ај она земи го шишенце на го гледаш и да, што има унутра, има ливче. Ај можеш да го извадиш, ќе го извадиш. Што пишува? Поздрав од градоначалникот. Кој датум пишува? Пример 15. Кој сме денеска? 20. Што си правил ти 5 дена? Зашто ова не си прошол овде? Значи такви. Да, код се возеше по ќе ви кажам друга континери работа. што треба. Сум зимав, имаме Citroen кој што беше со затемнети стакла. Вработените не го знаеа. Сум го паркирал позади општина и седам во него и ги гледам кои излегуваат. Пасте кој безобразлук. Ја зема шолјата со кафе, на кој што има грб од општина Карпуш, преку школото оди и се оди во паркот пред граѓаните пред зграда, крст пред ногите ќе се ги прекрсти, цигарата и си пие кафе, например, се бајле во 8:30. Па тоа е административниот сон. Да, тие луѓе за тоа се вработиле во администрација. Или ќе го видиш во 9 саат го испил кафето на работа и од 9 веќе си трга према лептокарија да си оди на второ кафенце да се дружи. Пократката пауза е прва и ако имаш раководители и ако имаш шефови, ама тие шефови од нив си им ги поставил шефови и сега како бе до вчера со мене беше, сега ти мене шеф ми и сега мораш и шефовите да ги стегнеш, мора. Значи таму имаше 400 луѓе, тие 400 луѓе ти се како да кажам
мора да ги држиш под контрола. Има и луѓе што многу работат, меѓутоа има и луѓе што не работат или сакаат да забушаваат. А сето тоа го прави искуството. Има сериозни примери на... Или, например, нема вработен кој побарал кај мене пријем да не бил примен. Нема. Како можем некој вработен да... Имаме ние кандидати кои што таму кај што работат, вработените барат прием, он со вработени не сака да разговара, тој господин. Разбирливо е да не сака да разговара, например, кој, не знам, со вработен, например, Свето од пивара или не знам, Штерио, газда на фирма, ама тиве кои што те донеле. Треба ја да почнам да не разговарам со вие. Со сите тројца. Да. Со сите тројца. Чудо е, но јас сум бил вака да ти кажам, јас сум бил министер за труд и социјална политика. Немало шанси да ми се јави вработен, секам вработена од не знам Елпида Караманди, не знам дали има таква градинка во Битола, ми се јавува вработена, имала некоја мака, таа е мој вработен. Тоа министерство броело 1000 кусур луѓе. Или ме чека пред врата, зарем ја не можам од заден влез да си влезам и чекам у лифт како сите останати, чека доле министре, мајка уцрнена со 3 дечиња за рака води. Ја избркале од работа, била во градинка кутрата работела, ја избркале од работа, па му се јавува тогаш на градоначалникот од Прилеп, му вика, мама бе до ова вдовица ли ти дојде да ја избркаш? Па кутрата, ама знаеш таа член, таа член од мака кутрата станала член на моја или на не знам на друга партија, вратија тамо назад гревата, 3 дечиња има бре. На вдовица се помага, не и се одмага. Господ ќе те казна. Тоа е навистина чудно односот во македонското општество кон некои проблеми. Душко Весковски беше дел од еден скандал таму заедно со Шилегов, го објавуваа сега од ВМРО ДПМН. Од ВМРО ДПМН сега и за куќата во Карпош на Шилегов му се качија на глава дека отишол 2-3 метри над тоа што го има дозвола. Ке го ревидирате неговиот случај, затоа што Богоев некако глуми обединети нации во оваа приказна. Знаете што, не се заканувам на никого, нити оние глупости што ги правеше Стефан Богоев со мене заедно со неговите другари, никогаш нема да. И јас и кога дојдов 2009 година, наоѓав работи кои што не би требало да бидат правени од например, од моите претходници, но ја не се однесував така и нема да се однесувам така. Си има служби, тие нека си утврдат што треба да утврдат. Јас да се пресметувам со моите политички противници на таков начин нема сигурно. Ова е навистина нов по-демократски принцип, нешто во Македонија. Значи вие не се мобилизирате против злото. Не. Јас имам работа да видам што правиме со оваа канализација во Жданец, да видиме. Мислите ќе падне владата после овие избори? Па вашите политички проценки од кога станавте сега пак локален политичар многу ми фалат. Морам да бидам искрен. Знаете, многу убаво да ги искоментирате актуалните политички случаи. Еве и во моментов да не падне владата, опозицијата своите опозициони капацитети многу ќе ги зголеми. Во исто време и опозиционото расположение многу ќе се зголеми, многу луѓе ќе се охрабрат и таа позиција на СДСМ на Заев ќе биде неодржлива. А ако сака од мене совет, ја би му рекол што побрзо доди на парламентарни избори. А ако чека повише ќе потоне. Верувате дека браното оди надолу? Еве во други општини ако е паметен треба да го пресретне браното. Во центар мислите има шанса? Ако не е паметен ќе го одложи. Во Карпош констатиравме дека имате огромни шанси, но во центар? Па не можам да кажам. Битола? Бидејќи сум фокусиран исклучиво на Карпош, искрен да бидам, не можам да Се гледате вашата кампања, не гледате. Што се вика мојата мака ја гледам. Вашата мака и колку избирачки места има Карпош? 74. Тие 74 на 31, ако не се лажам, октомври, ќе одлучат кој ќе биде градоначалник на Карпош. Екимовски ви благодарам за вашето гостување. Може би ќе направиме уште едно заедно со Душко Весковски, кој ќе го поканиме да биде наш гостин утре, затоа што законот така ни налага. Ќе видиме дали ќе дојде. Сега во 11 часот ја очекуваме Богданка Кузевска од СДСМ, која ја поканивме, не знаеме дали ќе дојде, но законски ние да
да ја поканим. Еве, видете во што се претвори овој закон за медиуми. Морам да ги поканам и окей, ја ги канам сите и морам да ја дадам простор, окей, им давам на сите, но тие не доаѓаат. Веројатно, како да ви кажам, не им се допаѓаат прашањата што им ги поставувате. Па да, Душко Весковски би го прашал кои типови на маркици постојат. Многу бевте со него груп на само вистина, буквално сите викаат леле Стефче го искина овој, кога му кажавте за тоа со Орце Камчев, со... Па ја претера со бетонизација, маркици, едно, друго, трето, а ти... Ај што врше притисок ти, па преку партијата врше, па тамо хотелче му се уцрта. А јас бев против, кај што е систина, гледате објект до објект. Да. Јас бев против тоа. Таму има и Сега простор. не правиш сите будали, барем чути, тој дел скокни го. Односно не напаѓај толку како што сакаш поени токму на тоа да земеш. А тамо, пази, си против да градат тамо кај што имотот им вреди на луѓето 1000 евра по метар квадратен, а ти доби маркица тамо каде што, како ти кажам, желките си се прескокнува, кај што немаше ништо, нити гораше, нити бутур. Кај што место кое што не ти вреди ни 80 евра по метар квадратен. И си стави 130.000 евра во джеп и сега ни продаваш демагогии. Не е тоа во ред. Ајде да оставиме без демагогии. Демагогиите беа 2017-та. Дајте сега да се вратиме у реалност. И ти, и ја, и сите. И не сакам да го напаѓам. Само тоа беше одговор на неговите напади. Ништо повеќе. Нити на крај памет не сум имал да... Очекувате црна кампања против вас? До сега некако... Па до сега немаше и морам да ги пофалам. Сите кандидати за градоначалници, и Костов, и Христа Нејданов, и Дарко Ристовски, па и Душко Весовски, немаше црна кампања нити од моја страна, нити према нив. Јас исто бев многу коректен во дебатите, не сакам никого да... Ама сега е втор круг, друга е математика. Па добро, сега е втор круг, ја очекувам дека, види, лошо ќе биде ако ги тераме граѓаните да излегуваат против, а не за. Пак ќе направиме истата грешка. Ама во Македонија само против. 2017 се скачаше да се гласа против, а не за. И еве што добивме 2017. Значи, а сега не се искаче за да се гласа против. Кога ќе ние со проекти, со тоа што мислиме да правиме, како мислиме да правиме, дали е тоа можно, дали не е можно, тоа треба да биде оценка за граѓаните. Ако тоаш пак ќе направиме грешка. Јакимовски, ви благодарам за вашето гостување. Ќе се видиме пак. Со задоволство. Почитувани слушатели, останете со 107,4. Сега е 10 часот и 16 минути. Тука завршуваме оваа емисија. Јас сум Љупчо Златев, уредник на оваа емисија, главниот говорен уредник на Радио Лидер. Техничката реализација на Горан Лазаровски и Димитар Митровски.